Почитувани гледачи, го следите неделното интервју на Радио Слободна Европа. Наш денешен гостин е министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Љупчо Николовски. Господин Николовски, државата во изминативе 10 години за субвенции во земјоделството има издвоено над милијарда евра, односно по 100 милиони евра годишно. Какви резултати според вас постигнаа земјоделците со овие пари? Првата работа која што ја побаравме на почетокот на нашиот мандат од делегацијата на Европската унија беше изработка на една сеопфатна и длабинска анализа за влијанието токму на субвенциите на целокупниот развој. За да може да прецизно да знаеме во кој правец треба да одиме, мора да има анализа која што не постоеше во рамки на министерството, како впрочем и многу други работи кои што ги нема и ден денес и започнуваме со одредени системи да ги градиме од нула. Пред само 2 дена, последна година детална работа, Европската унија заедно со нивните меѓународни консултанти пред министерството и пред јавноста ја презентираше анализата за влијанието на ИПА и националните фондови на развојот на земјоделството и руралниот развој. За да не збориме за нашите впечатоци и согледување за претходниот период и за начинот на исплата на субвенции и за начинот на доделување на земјиште, за сите погрешни политики кои што се водеа, кои што сега едно по едно ги доведуваме во ред, за нередовните субвенции, за селективниот пристап или многу други работи, еве анализата која што Европската унија на наше барање како прв проект кој што беше одобрен на наше барање ја презентираше, ги покажува сите слабости. Оваа анализа ќе биде предмет на опсежна работа во рамки на министерството, на институциите и таа покажува дека всушност нашиот систем не е компатибилен со Common Agricultural Policy на Европската унија. Тоа е заедничката европска политика, земјоделска политика кон која што се стремим. Тоа покажува дека земјиштето во Македонија, земјоделското земјиште не е дел од единствениот ЕЛПИС систем на министерството. Тоа покажува дека пасиштата не се воопшто третирани. Тоа покажува низа на слабости во делот на комплицираните процедури на националните плаќања кон земјоделството. Односно и многу други работи по кои што заеднички сега ќе работиме во наредниот период на препораките и на креирањето на едните политики. Затоа и кажавме дека ние не може веднаш да менуваме од корен одреден систем на субвенционирање, доколку немаме квалитетни анализи и податоци кои што денес ги имаме и кои што ќе ни бидат една од нашите воделки во креирањето на новите и на политики. Но она што моравме да го правиме е да ги санираме сите овие последици кои што ги затекнавме. И покрај субвенциите, повеќе години имаме намалување на домашното производство, а Македонија е зависна од увоз. Зошто? Паралелно со зголемувањето на извозот покажува анализата дека многу посилно се зголемува увозот на земјоделски производи. Тоа бројките и податоците го покажуваат. Затоа зборам, многу погрешни политики кои што биле водени и кои што треба да ги доведеме во ред. Една од првите работи е земјоделското земјиште. Тоа го потенцираат сите анализи, вклучително и ова. Начинот на доделување, постапките, дали се обработува или не се обработува. За огромни површини се зимани субвенции без да тоа да се знае дали, без да се прави контрола дали се обработува или не. Ние започнавме сега со тие процеси. Еден од нив е ревизијата на земјоделското земјиште. Климатските промени, според Министерството за животна средина, се трета најголема закана за македонското општество. Имаме екстремни температури и неправилности во менувањето на годишните времења и врнежите. Што прави Министерството за земјоделство во однос на ова прашање? Во однос на климатските промени, како што знаете, се соочуваме со проблемите, првин со исплата, како секогаш почнуваме од заостанатите и напластените проблеми кои што ги имаме. Ние имаме неисплатени штети од 2015 и 2016 кои што се работи погрешен закон, мака мачиме сега како тоа да го доведеме во ред, иницираме и законски измени. 2017
до денес се исплатени околу 4 милиони евра штета, кои што се за 2017 година. И очигледно дека климатските промени си го прават своето, ние мора да носиме адаптивни мерки и тоа не може со една мерка да кажеме дека може да ги решиме проблемите. Затоа отворивме низа неколку концепти на кои што сме посветени. Едно е земјоделското осигурување и поддршката на државата во делот на зголемување на осигурувањето кај земјоделците. Од година во година тоа паѓа и довербата во осигурителните компании во системот е целосно намалена. Затоа отворивме дебата со земјоделците, со осигурителните компании, со Агенцијата за супервизија. Интензивно работиме на стратегија на долг и на среден и на долг рок. Ако доматот пред неколку години растел нормално, сега не успева доколку не биде покриен со фолија. Ова е само еден пример како климатските промени влијаат врз животната средина. Сметате ли дека треба повеќе да се вложи во однос на едукација на земјоделците за ова прашање? Затоа го споменав новиот закон за земјоделски советодавен систем. Значи, Агенцијата за поддршка на развој на земјоделството го нема соодветниот капацитет како што и другите институции кои што ги затекнавме. Затоа пристапивме веднаш заеднички со УСАИД, со поддршка од нивна страна, да го креираме овој закон кој што веќе е направен. Тоа станува збор за сосема нов советодавен систем. Тука наидовме на меѓународна поддршка и од Бугарија, од Словенија, од многу други земји од кои што земавме пракса. Затоа велам, и кога збориме за ефикасноста на субвенциите, кога збориме за зголемување на производството или зголемување на извозот и немањето на резултати во претходниот период, еден мал сегмент е нефункционирањето на советодавните системи, кои што треба да овозможат од една страна едукација на земјоделците, интензивна работа со нив во делот на самото земјоделско производство, во делот на агротехничките мерки кои што треба да ги пременуваат, самата информираност, но и во делот на искористувањето на европските фондови. Затоа пристапивме, ова е една од реформите на кои што бевме фокусирани во овој период, да постепено градиме сосема нов советодавен систем во државата, преку приватни сертификациони тела, односно приватни сертификациони консултанти. Паралелно ги акредитираме и мерките во ИПАРД преку кои што може да бидат исто така финансирани и заокружуваме еден процес во кој што во следниот период ќе изградиме и ќе имаме сосема нов советодавен систем кој што ќе биде во функција на земјоделците. Но од друга страна, правиме се и да обезбедиме меѓународна поддршка, односно поддршка од европските фондови во делот на самото производство. Сушите исто така се проблем за земјоделството. Според податоци од земјоделскиот факултет, во Македонија се изградени системи за наводнување под околу 120.000 хектари. До крајот на 80-тите години наводнувани се до 80 до 90.000, а сега од 20 до 30.000 хектари од изградените системи. Зошто се намалува користењето на системите за наводнување? Затоа што во претходниот период воопшто ова не била значена работа за државата. Не знам како може да бидат дотолку запоставени системите за наводнување и да воопшто државата не инвестира, не ги реконструира и не се насочи кон изградба на нови системи. Она што ние го потенциравме и што го ветивме пред граѓаните и е дел од нашата владина програма е дека 10 милиони евра годишно ќе даваме за системи за наводнување. Може да кажем дека оваа година само преку програмата за рурален развој ќе исплатиме 12 милиони евра кои што се наменети за делот на водоснабдувањето. Ние започнуваме од една страна крупна реформа за реорганизација и трансформација на акционерското друштво Водостопанство и се трудевме во оваа година да ги санираме сите проблеми кои што ги имавме на терен. Први имавме од блокади, обструкции до нефункционални системи токму во екот на земјоделското производство. Тоа нешто доведе до намалување на производството и намален квалитет на производството во одреден дел. Ги решававме сите овие заостанати проблеми, ги санираме тековно системите каде што тоа е најургентно и најпотребно, но особено сме фокусирани на долг рок
во делот на водоснабдувањето. Господине Николовски, ви благодарам за интервјуто. Благодарам и на вас. Почитувани гледачи, го следевте неделното интервју на Радио Слободна Европа. До гледање.